Ја следи ситуацијата загрижени ли сте сегашната ситуација со тоа што се гојде на драстични возголемување на нивото на езерото? Секако ние како општина Охрид и од крајот на всушност 2017 година ја следиме ситуацијата со Охридското езеро, сме во контакт со АДЛМ Македонија како главен регулатор на нивото на Охридско езеро и како институција која што во секој случај ги презема најголемите мерки за регулација и да не дојде до она што е најстрашно и што се плашат граѓаните на општина Охрид. Нашата поголема будност однесува во правецот на реките и каналите кои што се влеваат во Охридското езеро. За жал, ние немавме тендер за изминатата година и не беа исчистени каналите изминатата година, онака како што треба, меѓутоа ние цело време ги следиме, ја следиме ситуацијата. Среќа до сега што немавме поголеми поплави, беа преземени мали зафати, колку што можеа да бидат преземени на Коселска река, на Даљан, на Грашница, и ги имаме идентификувано клучните критични точки кои што секако по завршувањето на топењето на снеговите ќе пристапиме кон чистење на каналите и на реките. Имаше неколку пати таму поплавени? Да, имаше. Состојбата сега е стабилна и се надевам дека ето и овој бран кој што го очекуваме за викендов ќе помине и така да веќе во април месец и во мај месец ќе можеме да пристапиме кон уредување и регулација на каналите и на реките. Ви благодарам.